Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Дебелината кај децата има размери на епидемија, на што не се придава доволно внимание. Во светски рамки, повеќе од 300% е зголемен порастот на деца кои што имаат ваков проблем во последните 50 години, што е еден алармантен податок. Стручителица велат дека дебелината кај децата представува болест и дека не треба да се бега од тој термин. За сето ова детално од разговорот со професор доктор Игор Спировски, специјалист по хигиена и здравствена екологија од Институтот за јавно здравје. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам за поканата. Зошто е толку спорна дебелината во детска возраст? Вела дека децата се подебели и подебели и дека тоа представува сериозен јавно здравствен проблем. Така е. Па терминот спорна е интересен навистина и вака и други го употребуваат, затоа што некако е тешко да зборуваме за дебелината во детската возраст. Долго време дебелината и кај возрастните беше еден вид на, би рекол, забранета тема и секогаш се бара решенијата во некои други болести за кои што дебелината беше еден од главните ризик фактори. А кај децата е уште почувствителна ситуацијата заради тоа што прво когнитивната свест на децата во однос на нивните ризици по здравието е многу помала отколку таа на возрастните, да речеме, и на нивните родители. А второ, и кога ќе воспоставите контакт и кога ќе иницирате разговор првенствено во однос на проблемот, во стручната литература многу се зборува за така наречениот дроп-аут. Тие повторно не се појавуваат кај своите лекари на следните консултации. Од различни причини, тие се повеќе тема за бихевиорални истражувања, зошто е тоа така, меѓутоа, пак ќе кажам, време е да почнеме малку погласно да зборуваме во однос на тоа, а не да ја зацкриваме зад некои други болести. Треба точно да се детектира проблемот таму каде што го има. Родителите имаат субјективен поглед на тежината на нивното дете. Така. Што значи прекумерна тежина кај дете? Има дефинирани гранични линии за тоа кога едно дете може да го детектираме дека има зголемена телесна тежина или дебелина, велиме. Значи, зголемената телесна тежина и дебелината кај децата секогаш ги гледаме како нешто што е над таа, викаме, гранична или средна линија, медијана, па од таа медијана има определени девијации, во случајот кај дебелината, тие се стандардни девијации во плюс, 1, 2 или 3. Така што се што е над една таква стандардна девијација, да не навлегуваме многу математики, представува на индексот Body Mass Index за возраст. Значи, кај возрастните имаме само еден Body Mass Index, а кај децата во него е вкалкулирана и возраста и не е така баш едноставно да се пресмета како што е онаа дропка за возрастни. Така што се што е над таа една стандардна девијација, го сметаме дека е над препорачаната тежина и висина за возраста на тоа дете. Тука спаѓа, значи, зголемената телесна тежина и дебелината. Кога го квантифицираме тоа така, тогаш можеме да имаме јасна слика каков е ризикот на детето. Зошто? Затоа што сегашните стандарди, кои што Светската здравствена организација ги воведе од 2007 година, не само што ја констатираат сегашната состојба, туку имаат можност да предвидат како тоа дете ќе расте. Затоа ги викаме стандарди за раст, а не стандарди за дебелина. Стандарди и референци за раст. И тие се однесуваат на возраст од 0, значи од раѓање, до 19 години. Така што имаме алатки и елементи преку кои што ние можеме да ја детектираме таа состојба на детето, а подоцна и да ја следиме. Родителите обично велат, детето сега е дебелко, но ќе порасне, ќе се извиши и проблемот само од себе ќе исчезне. Дали се во право или се залажуваат? Видете, треба да бидеме објективни. Голема е веројатноста дека тоа ќе се случи. Меѓутоа, ние не треба да останеме слепи ако тоа не се случува. Ако детето и натаму добива на тежина, а таа тежина не е соодветно пратена со неговите други антропометриски, па и физиолошки процеси на растење. Така што добра ви беше констатацијата од претходното прашање дека родителите се субјективни, има истражувања во рамките на иницијативата за следење на дебелината кај децата во Европа и се појавија неколку трудови на таа тема. Еден од нив беше дека родителите се субјективни и не ја препознаваат дебелината кај своите деца. Ние не би очекувале од родителите
да ги препознаваат тие финеси во однос на тоа. Сега нашето професионално око може ќе забележи дете кое што вака не изгледа дека има проблем со дебелината, меѓутоа можете да видите тенденција кон која што се движи определено дете. И овие стандарди за раст тоа ни го објективизираат. Меѓутоа, пак ќе речам, родителите не мора тоа да го знаат, меѓутоа треба да имаат на ум и сериозно да ја сватат пораката кога ќе појдат на некаков друг преглед или пак кога ќе појдат по здравствен проблем кој што е поврзан со дебелината, сериозно да го сватат проблемот на кој што неговиот лекар би требало да му обрне внимание. Друг проблем е што и ние како лекари и нашите колеги малку повеќе би требало за тоа да обрнуваме внимание и да се вратиме и на почетокот, малку повеќе да зборуваме за тоа и малку почесто да им ја кажуваме објективната ситуација на родителите и на децата. Затоа што дебелината, вие спомнавте, во новата класификација на болести, 11-то издание, голема е веројатноста дека ќе престане да биде ризик фактор, туку ќе биде болест. Така, стручите лица вела дека не треба се бега тој термин, дебелината од детска возраст е болест, но сега што ова значи? Ако детето има неколку килограми над нормалата, значи дека е болно? Апсолутно не. Мислам, дебелината во тоа не е состојба која што е неповратна. Значи, таа ситуација, она на која што ние апелираме е да се гледа објективно на проблемот и да не се избегнува. Ако го гледаме проблемот, големи се шансите дека ќе го решиме. Ако го игнорираме, како и се во животот, нели? Тоа нема да се скрие под килим и никогаш да не излезе. Кога тоаш ќе се појави, добро е да го видиме додека е ризик фактор. Да не го гледаме по 5 или по 6 години како диабет, или по 15 години како кардиоваскуларно заболување, по 20 години како цереброваскуларно заболување, а по 35 години како предвремена смртност. Значи предвреме човек кој што требало се 40 години да живее, да видиме дека тоа го викаат и во номенклатурата се вика предвремено умирање од незаразна болест. Така што да не ја доведеме до таму ситуацијата. Никако не треба да го класифицираме детето како болно, туку да пробаме првенствено преку промена на животните стилови, а подоцна, доколку има потреба и со фармаколошка терапија, меѓутоа да го направиме првиот чекор. Да не одиме веднаш на четвртиот чекор, кој што е лекување на некоја трета болест предизвикана од оваа почетна која што ја сме игнорирале. Вела дека не треба да се мери само температурата на детето, туку треба да се мерат и килограмите, но и кожните набори. Што ова значи? Дали во педиатриските амбуланти треба да има вага и на секој преглед детето всушност да биде и измерено? И како се мерат тие кожни набори, професоре? Вака. Мислам дека гостување во некако се поклопува со многу актуелна ситуација која што ја спремаме и која што ќе се случи кај нас многу брзо, а тоа е еден го викаме обука за тренери, значи од сите земји на Западниот Балкан ќе дојдат колеги од примерна здравствена заштита и кои што ќе го реафирмираме ова прашање. Што се треба да има во амбулантата за примерна здравствена заштита во педиатриската амбуланта и колку често таа вага треба да се користи. Значи, мерењето на висината и на тежината да не биде само рутинско забележување, туку она што ги спомнавме, тие стандарди да бидат имплементирани. Нашите колеги и на сите нив им се познати, меѓутоа во недостаток на време, во недостаток особено сега со оваа ситуација, со оваа пандемија која што беше, некако заборавивме на тоа, меѓутоа да не биде сега после оваа пандемија да ни се врати онаа втора пандемија која што сите очекуваме, а тоа е пандемијата на дебелина и на кардиоваскуларни болести. Дебелината на кожните набори, тоа е еден специфичен тест кој што се прави, а се однесува на телесниот состав. Тоа не е мерка за телесниот раст, туку е мерка за телесниот состав. Поконкретно за квантумот на масно ткиво во нашиот организам. Во денешно време, затоа што самите, кога ги мерите самите кожни набори, тие ништо не ви кажуваат, тие ќе ви дадат некаква мерка во милиметри, се мери на 3-4 места, на бицепс, на трицепс, скапуларно, на грбот или супра или јачно, под половината, меѓутоа тоа се само сепак бројки во милиметри. И нив треба да ги ставите во некаков сооднос со обемите во тие регии, за да видите количината на масно ткиво. Денеска имаме дури и пософистицирани, малку поскапи,
Меѓутоа и пософистицирани методи тоа да го направиме, како што се биоелектричната импеданца, на пример. Дури има и нуклеарни техники кои што со, како ги викаме тие, стабилни изотопи, кои што сето тоа исто така може да ни ги дадат тие вредности, особено овие кои што се со биоелектричната импеданца, и тие ни кажуваат каква е состојбата со масното ткиво во нашиот организам. Исто така многу важна, меѓутоа кај децата не толку практикувана и не толку препорачана, би рекол, техника. Меѓутоа ова со кожните набори исто може да се практикува, меѓутоа пак би рекол, дури не можеме ни толку далеку да одиме. Можеме од обична висина и тежина да имаме првичната слика, на стандардните девијации, на перцентилните криви, а од таму потоа можеме да ги правиме следните чекори. Има ли одредена возраст во детството која што е критична за зголемување на телесната тежина? Па нема класична таква критична возраст. Ова е еден континуум на процеси, од раѓањето па до раното детство, кога детето ги стекнува првите навики не по своја волја во однос на исхраната, па се до адолесценцијата во која што ги прави, веќе почнува да ги прави и да зависи од тоа како ќе се храни, да зависи од него, не многу повеќе отколку тоа што се јаде кај него дома. Меѓутоа нема возраст и ние тоа го викаме, треба во цекот на целиот животен век и особено во растот на детето да се практикува начин на исхрана кој што него ќе му помогне да биде, да го појача неговото здравје. Затоа што исхраната првенствено нам ни е извор на енергија, меѓутоа во времето во кое што живееме ние немаме недостаток на храна. Ако се случуваат вакви глобални промени, ако ни се случуваат некои пореметување, може и до тоа да дојде. Меѓутоа, ние она што сега се случува една трансформација на системите на исхрана кон поодржливо хранење, не само поодржливо живење, и поодржливо хранење, и поместување на изворот на енергија, може би не толку од животински, туку и од растителни извори на храна. Сега не мора ние до таму да одиме и да ги разглобуваме, она што треба е да ги усвоиме барем базичните насоки на тоа како треба едно дете да се храни, за да можеме во тој цел тек на процеси да не го доведуваме во ризик. Возраста, пак ќе речам, кога ќе почне сам да се грижи повеќе, а тоа е периодот на адолесценцијата или периодот кога веќе децата во школа веќе се под влијание на секакви, на тоа како се однесуваат врсниците, што е модерно во однос на храната и така натаму, затоа што и во храната има трендови, за жал. Тогаш е таа возраст кога може рапидно да се промени. Тоа е во време и на промени на нивната физиологија, и тоа брза промена на нивната физиологија во тие години. Но пак ќе речам, доколку и претходно детето стекнало навики заедно со неговото семејство, мислам дека лесно ќе ја преброда таа возраст без да има поголеми трзавици во однос на телесната тежина и ризикот од дебелина. Кога родителите ќе забележат дека нивното дете има вишок килограми, дека е дебело, обично веднаш помислуваат дека се работи за некој хормонален проблем. Так. Во детството, кој тип на дебелина е почест? Нутритивниот, поврзан со начинот на исхрана, или пак ендокринолошкиот, со некој нарушување на хормонските системи? Далеко е почесто тоа што е поврзано со исхраната и со стиловите на живот. Можно е да биде тоа поврзано со ендокринолошки пореметувања, значи некој дисбаланс хормонален кој што може да се појави во таа возраст, меѓутоа далеку почести се овие кои што се поврзани со исхраната и со начинот на кој што живее околината на детето. Пак јас ќе речам, не толку детето, туку неговата околина како живее. Така што родителите со право размислуваат дека може да е некаков хормонален дисбаланс и некаков процес кој што се случува кај него, меѓутоа тие хормонални дисбаланси не мора да се толку, ако се акутни, не мора да се толку страшни и може да велиме да се врати ситуацијата во првичната состојба. И најчесто кога се откриваат тие, ако би направиле статистика, јас ја немам за жал, може би е добра насока тоа да се направи во амбулантите или на клиниката за педиатрија, што од тие кои што доаѓаат кај нив на крај излегуваат дека се хормонални пореметувања, а колку од нив излегуваат дека се со самата промена во животниот стил, во исхраната, дека се решаваат многу од проблемите. Затоа што пак ќе речам, хормоналниот дисбаланс
може да биде резултат на тоа што е променет нутритивниот статус и антропометријата на тоа дете. Така што прашањето е што е прво, меѓутоа најчесто прво е ова, дека промените во животниот стил предизвикале некоја промена. Овие дисбаланси кои што се вродени, на нив не може да влијаеме. Тие вклучуваат и хормонални дисбаланси и тука, пак ќе речам, никој не е крив за тоа. Едноставно тоа се појавило, имаме некоја експресија генска која што стимулира некаков хормонален дисбаланс што доведува до дебелината. Меѓутоа, но тоа е сепак многу поретко. Тоа е сепак многу поретко во однос на тоа што денес ни се случува кај нас. Ќе погледнеме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма. Денеска зборуваме за дебелината кај децата како здравствен проблем со професор доктор Игор Спировски, специјалист по хигиена и здравствена екологија од Институтот за јавно здравје. Професор, едно истражување на овие простори покажува дека 50% од децата не јадат доволно или пак воопшто не конзумираат овошје. Кој е одговорен за ова? Родителите или пак институциите кои што ги згрижуваат и ги чуваат децата? Таа загрижувачка бројка може да биде комбинација на повеќе фактори, меѓутоа ние кога ги носиме децата во институциите за згрижување, најчесто ги носиме со некакви навики, освен ако тие не се од одраѓање таму од, како да речам, од доенечка возраст. Така што пак јас често тоа го спомнувам, насоките треба да ги дадеме дома, пред детето да појде, да не дозволуваме таму каде што ќе го оставиме, покрај целите травми за него, како што се оставањето и промена на средината, рапидно да се променуваат и навиките. Она што ние како јавно здравство работиме, како популацијско здравје, нас не интересираат стандардите кои што се во тие организации за згрижување на деца. И во претходниве 5-6 години навистина ги ревидиравме и ги направивме стандардите согласно сите препораки, затоа што и стандардите се менуваат во зависност од тоа каква е ситуацијата. Ако ги погледнете стандардите за исхрана по војната, Втората светска војна зборувам, и сегашните, тие се, да не речам, спротивни во тоа што, затоа што тогашната ситуација на немаштија и на пандемија на неухранети, а не на дебели, и денешнава ситуација се сосема различни. Ние, нашите стандарди сега и во градинките и во основните училишта се согласно сите препораки и на Светска здравствена организација, и на CDC, и на сите, би рекол, здруженија поврзани со исхраната. Дури во училиштата? Дури во училиштата, Бидејќи порано имаше училишни кујни каде што се подготвуваше храната, сега се склучуваат некакви договори, се носи храната од некој доставувач. Значи, се застапени сите критериуми. Апсолутно. Сите критериуми се застапени. Ние не сме тие кои што во моментов се вклучени во некаква евалуација. Значи, ние ги воспоставивме стандардите и она што ни беше доставено како промена на менијата. Бидејќи сепак има пудинзи, тортици и слично. Така е, меѓутоа јас пак ќе речам, немам направена евалуација, моето е повеќе емпириско тоа што јас сум истражувал. Тие се во значителна мера намалени. И пак ќе речам, ние не треба да бидеме ексклузивни во јадењата и да се исклучува се и само да се јаде, да биде храната нискокалорична и со... Сакам да кажам дека се е дозволено, меѓутоа тоа да биде согласно и во пирамидата и сега во тањирот за исхрана, не се комплетно исклучени концентрираните шеќери. Добро е никогаш да не ги јадеме. Меѓутоа, да ги јадеме умерено, да ги јадеме еднаш во неделата, да ги јадеме кога се даваат десерти во школа, исто така еднаш неделно да биде тој тип на десерт, а други типови на десерти да бидат во наредните дни, нема никаков проблем да имаат децата. Значи да не бидеме исклучиви во тоа што се јаде. Така што не е тука главниот проблем. Така, децата, така, не е таму, бидејќи менијата се во ред, но децата одбиваат да ја јадат храната што ќе им се понуди. Понекогаш и родителите инсистираат децата да си понесат нешто од дома, обично тоа се смоки, грицки, тортици, чоколадца и слично, велат подобро нешто да јаде отколку цел ден да седи гладно. Но кога ќе му се даде на детето нешто гладно, сладко, тешко ли е да се врати на вкус како брокула, например? Видете, тие вкусови се генерално проблематични и во научните списанија кои што ги читаме, воведувањето на тој тип на храна
не оди мазно. Ретки се децата кои што се брзо се привикнуваат и лесно ги прифаќаат тие вкусови. Тие што се знае што побрзо би прифатило детето и што се става кога детето треба да се излаже, рецепторите за благо многу побрзо си ги враќаат своите врски со синапсите во централниот нервен систем и така натаму. Во секој случај, ние не треба да бидеме премногу попусливи и да се подвргнуваме на тоа што детето би сакало. Значи, подобро е да не му се дадат смоките, детето нема да остане гладно и нема да му се случи ништо ако малку повеќе огладне додека се врати дома. Ке се најде начин, ако на детето е навистина гладно, ке го јаде тоа што му се дава во школа. Така што тој тип на грицки, на давање нешто од дома, на подлажнување, во смисол се лаже тој себе си, а и родителот се залажува дека некаква корист ке има од таа ужинка која што ќе му ја дадеме од дома. Во ред ако тоа биде нешто некаков сендвич со подобра нутритивна вредност. Меѓутоа, ова што вие го спомнавте, апсолутно треба да се избегнува и условно да се ризикува детето да остане гладно, отколку да биде прејадено со храна која што не му одговара на никого, па и на неговиот организам. Вела дека силата на децата е во нозете, во физичката активност, но дали се тие доволно активни? Сведоци сме дека дури на училиште родителите ги носат со автомобил, па и ги враќаат дома од училиштето на истиот начин. Така е, пак се враќаме на поголемата слика. Ова што го спомнавте е добра забелешка. Тоа е поголемата слика од како одиме во школа, до како се враќаме во школа и што правиме за време кога сме во училиштето. Физичката активност нема некое големо влијание на нутритивниот статус на антропометријата. Многу тешко ќе га вратите предходната ситуација кога детето било онака како што треба да биде исхрането и ако е прехрането само со физичка активност. Меѓутоа физичката активност има голема улога во здравствените придобивки. И секоја физичка активност на детето се смета за добра и е препорачана и таа треба да трае секој ден најмалку 60 минути во текот на денот. Значи вкупно да му се соберат 60 минути детето да биде физичко активно во текот на денот најмалку. Се што е над тоа се е дополнителен плюс и дополнителни здравствени инфекти и дополнителна придобивка. Меѓутоа, да се трудиме 60 минути во текот на денот детето да биде активно. Децата имаат, и за тоа го направивме заедно ние како здравствен сектор и секторот за образование и наука, на децата веќе од прво до четврто одделение ќе им се воведуваат и им се воведени така наречена тандем настава по физичко образование. Децата значи немаат само наставник својот наставник кој што им е одделенски не ја држи наставата, туку на физичко доаѓа и друг наставник кој што има образование од физичка култура, факултет кој што им помага на наставничките да ја правилно да ја димензионираат физичката активност за тие деца. Така што тоа е уште еден чекор кој што е крупна придобивка во нашиот образовен систем поврзан со тоа значи дека децата се доволно физички активни на училиште, на часовите по физичко, бидејќи некога се случува часовите по физичко образование да се заменат со некој друг предмет, особено во пониските одделение. Таа пракса конечно треба да се надмине и да се заврши. Ние сме биле сведоци на такви ситуации ние кога сме растали, значи тоа треба да престане, ако не е престанато и ако некаде се уште постои, тоа треба да се заврши. И часот по физичко образование, навистина да биде час по физичко образование, на кој што сите ќе учествуваат. И пак се враќаме, ние кои што сме оделе на терен, кои што сме мереле деца, кои што сме ја гледале ситуацијата, пак се враќаме на проблемот на првото прашање. Децата кои што имаат проблем со дебелината, најмалку учествуваат на часовите по физичко образование и втора работа, тие се често пати исмевани. Значи, ние не смееме тој елемент на стигматизација да го заборавиме кога е детската дебелина во прашање. Кога сме оделе на терен, кога сме мереле деца, децата се толку сензибилизирани, оние кои што се подебелки, се толку сензибилизирани што тие дури не сакаат да се мерат, сами не сакаат да се мерат. Така. За нив мора посебно приватноста да се заштити и секое дете да биде измерено во ситуација во која што само тоа ќе ја види телесната тежина или само оној кој што го мери ние кои што како професионалци, пошто ние следиме таа ситуација. Така, Сакам да кажам што се случува, колку дечињата се сензибилизирани и колку е тешко да се допре и до нив и до нивните родители. Тие веќе од мали го знаат својот проблем. Само не ги знаат решенијата. Тука ние треба да им помогнеме. Кога се прави систематски преглед на училиште
Ги информирате родителите дека нивното дете има проблем со Вака. Систематските прегледи ги прават во примерна здравствена заштита домовите за здравствените домови во државава. Ние како институти, како Центар за јавно здравје, мериме деца од предучилишна возраст во градинки, од второ одделение, од петто одделение, од прва година средно, во еден независен мониторинг систем кој што го имаме и кој што за среќа е воспоставен и е признаен на европско ниво. Треба сигурно, неколку пати сме комуницирали со здравствените домови низ држава, малку повеќе да се искористи потенцијалот на тие систематски прегледи. Мислам дека таму има можност да се поработи малку и со колегите и со училиштата, малку повеќе да не бидат само откривање на сколиози, на рамни табани, на неможност за корекции на органот за вид и така натаму. На крај се на тоа се сведува. И овие ризици во однос на исхраната, мислам дека би можеле да бидат малку повеќе да се има фокус таму, и тоа е нешто на кое што дополнително ќе поработиме. А што говорат податоците од мерењата на децата во предучилишна, училишна возраст? Да. Каква е состојбата со дебелината во Македонија? Да. Состојбата е лоша. Состојбата е лоша. Македонија е една од земјите кои што е во повисоко пласираните, би рекол, во Европа. На таа скала треба што пониско да бидеме пласирани. Така што над 1/3 од децата ни се со зголемена телесна тежина или дебели. Кај нас е интересно дека проблемот на дебели деца зема големо учество во таа група на деца со зголемена телесна тежина и дебели. Значи имаме ние отприлика еднакво деца со зголемена телесна тежина и дебели. Тој сооднос би требало да биде, ваму да биде градацијата поголема кај децата со зголемена телесна тежина, а помалку дебели. Уште повеќе, ние сме меѓу оние држави кои што имаат над 4% и екстремно дебели деца. Значи имаат стандардна над 3 стандардни девијации. Тоа е некој body mass index кај возрастни над 40. Значи тоа се екстремно дебели деца и кои што се под голем ризик од предвремена појава на некои од болестите кои што се поврзани со исхраната. Така што нашата ситуација е лоша и тоа не иницираше ние да го почнеме овој дел на комуникација со примарната здравствена заштита и со оние кои што се носители на одлуки, да го почнеме баш од Македонија, а тоа да важи во земјите од регионот. Некои земјите од регионот се во иста состојба како кај нас. Така што овој условно би рекол Западен Балкан, па и Медитеран, не може да се пофали со и покрај изобилството на храна и покрај многу време на многу топли денови, многу време деца да поминуваат надвор, не можеме да се пофалиме со добри резултати, така да се потребни се и друг тип на интервенции за кои што се повеќе сакаме да зборуваме и да лобираме да се донесат. Најдов еден интересен податок дека примањата финансиски на родителите се ризик фактор за појава на прекумерна тежина кај нивното дете. Односно, колку семејството е посиромашно, толку е поголема шансата за ваков проблем. За жал така, и тој тренд имаме, односно промена на претходниот тренд, во кој што беше нели тие што имаат повеќе и се хранат повеќе, и така и беше. Не само што се очекува, така и беше. И појавата на дебелината беше во слоевите условно, тие ги викаме квинтили на сиромаштво или на богатство. Во повисоките одделци нивни беше појавата на зголемена телесна дебелина и зголемена телесна тежина и дебелина почеста. Меѓутоа, уште една епидемиолошка нутритивна транзиција. Сега се соочуваме дека храната која што придонесува за тоа станува најефтина. Таа порано беше најскапа, а сега е најефтина. Оваа брза храна, грицки и така натаму, сега е најефтина. Своите ресторани веќе ги отвораат во субурбаните делови на големите градови, па и кај нас тоа може да се забележи. И гледаме дека населението кој што има помали примања е под двоен ризик од болести. Првиот ризик е сиромаштијата, а вториот ризик се овие болести кои што кај нив не се појавува, а сега ги гледаме појавата на дечиња со проблеми со зголемена телесна тежина и дебелина, веќе и кај тие слоеви, така што таа двојна оптовареност влегува во еден зачаран круг од кој што е потешко тоа подосна да се излезе. Решението е тука да се работи малку на еднаквостите. Македонија, за жал, мислам дека е земја на нееднаквости, тоа е моје субјективно мислење и дека немаат сите еднаква можност, така што и
мораме да им створиме можности на сите да им бидат еднакви и секој, макар и тој кој што нема доволно можности финансиски, да му има доволен избор на храна. Тоа се прави, треба да ги земеме, да ги примерите во социјално, со државите кои што имаат социјален аспект на живеењето, кои што поддржува тој тип на субвенции, кај бонови за исхрана и така натаму, меѓутоа тие бонови не може да се користат за секаква храна, туку за некоја која што ќе придонесе кон нивното здравје. Така што тоа е прашање веќе на еднаквоста и на можноста да се дојде до вистинска храна. Таа можност кај нас, за жал, со луѓето кои што се под ризик е мала и треба тука да се посвети поголемо внимание. Не само на нивното преживување и можноста да се купат основни намирници. Храната е основни намирници и храната е основно човеково право. Ако тука не може да го задоволат, веќе во другите делови ќе биде се потешко. Споменавте веќе неколку пати дека родителите треба да бидат пример за своето дете во однос на здрава исхрана, физичка активност, но знаеме дека повеќето се пасивни, се хранат со брза храна и слично. Но велат исто така дека во семејство каде што е присутна дебелината, зголемен е ризикот и детето да се соочи со истиот проблем. Но од друга страна живееме во свет во кој што постојано се зборува за здрава храна. Отворени се на вистина многу голем број на продавници кои што нудат органска здрава храна. Почнуваат луѓето се повеќе, возрастните се повеќе се грижат за себе, за својот физички изглед, вежбаат, но и покрај тоа се случува нивните деца да имаат проблем со килограмите. Па како е возможен овој парадокс? Видете, состојбата кај децата, кај нас ние не зборувавме за адултната дебелина во некоја следна прилика. Меѓутоа, ситуацијата кај децата е рефлексија на тоа што се случува кај возрастните. Иста не е ситуацијата. И возрастните кај нас има преголема преваленцата на зголема телесна тежина и дебелина и е преваленцата на недоволна физичка активност за возрастните е 30 минути дневно, не 60 како кај децата. И тоа само 5 дена во неделата. И тоа најголем дел од населението кај нас не ги исполнува тие стандарди за ја викаме физичка активност која што ќе промовира или ќе му помогне во здравието. Така што видете, она што ние го гледаме на вистина е дека свесноста се зголемува. Меѓутоа, на таа оска, мислам дека се уште тоа е премал процент на луѓе кои што се го практикуваат тоа, практикуваат здрави начини на живење, или пак, да се вратам на претходното прашање, имаат можност да си го дозволат тоа, да јадат тој тип на храна. Така што пак ќе речам, интервенциите и решенијата поврзани со исхраната и здравието не бараат само вклученост на само еден сектор, да речем на здравствениот. Ние од кај нас ќе почнеме, меѓутоа ако не наидеме на фидбек од другата страна, да, така, и на прифаќање од другите сектори во општеството. Интервенциите бараат во образование и наука, бараат во труд и социјална политика промени. На крај можно да бараат и во финансии, и во начин како се доаѓа до храна со определен нутритивен профил. Така што она интервенции или викавме здравието пред се не е само некоја флоскула, туку е здравието во сите политики, можеби така би било најдобро да се каже. Здравието на секаде. Во сите сектори кои што одлучуваат и ја прават атмосферата за нашата нација да биде поздрава, а гледавме што ни се случува во ковидот и гледавме како поминуваа луѓето кои што се со зголемен ризик од зголема телесна тежина и дебелина и гледаме дека потфрливме тука. Значи, ние ако не ја направиме таа целокупна мобилизација во општеството, се плашам дека поединечните политики кои што ние како здравство ќе ги туркаме и ќе ги промовираме, нема да бидат доволни за да се смени тоа, како викаме, тој тренд да го вратиме кон некои помирни води, а не кон вакви бранувања кои што насекаде ни се случуваат и кои што сега цело време се под притисоци, криза, има храна, нема храна и така натаму. Сето тоа ќе влијае. Комплексен проблем кој што бара очигледно комплексно решение. Се надевам дека сето ова ќе биде спроведено, бидејќи здравието на децата е многу важно и има ефекти во идниот јавноздравствен сектор. Така е, и решенијата може да се најдат
И пак ќе речем, многу е полесно нешто да го спречиме на време, отколку после да се мачиме со последиците. Так, да се превенира, тоа е клучно. Ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Професор доктор Игор Спировски, специјалист по хигиена и здравствена екологија од Институтот за јавно здравје, беше гостин во студиото на Телма. Зборувавме за дебелината кај децата. До гледање.